Јас би сакал да ве подсетам дека денес, 16 ноември, е точно 28 годишнината од моето прво влегување во оваа сала. Значи, не било пишано, што би рекле, во септември, во август. Не било... Не требало со диме да биде. Диме ме извиси таа летна сабота, кога, што ви кажував, кога чекав пред универзална сала. Никој не дојде да ме донесе. 91 година. И било за 16 ноември, како денес. И се поклопуваат така датумите оваа година со седмичните денови. А зашто дури денес? Значи ова ќе биде спомени 3, ќе биде ова ќе биде спомени 3. Мило ми е што минатата сабота Андреј спомена една игра. Сегавате која? Така и го наслови предавањето. Крајот на партијата, мислам беше. Или крајот на игра. Да. Партијата ја викаат гейм на англиски. Исто така. Се мисли на шаховска партија. Таа сабота, значи 9 ноември, предходната, и тоа уште петок на вечер, почнуваше последниот меѓународен шаховски турнир во Скопје, на кој што јас учествував. Значи, од петок вечер на 8 ноември. И турнирот, така наречен швајцарски тип, отворен турнир кој што трае 9 кола и завршува следната сабота са бајле, значи како денес да речеме, предпладне, денес предпладне, сабота са бајле предпладне се игра последното коло, а сите претходни денови од 16 часот до кога ќе трае партијата. Може и до 10 на вечер да трае. И значи последното коло преку ден. Значи, како во саботата 16 ноември требаше да се игра последното коло. Наместо да отидам на последното коло на турнирот, ја решив да не отидам таму. Значи, решив свесно да загубам. Не беше ни битен. Цел последен поен. Не беше ни битен пласманот потоа на табелата. Веќе не беше битен за мене. Бидејќи духот ме водеше да дојдам тука. Уште од септември имав одлучено да станам адвентист и да некогаш да дојдам тука, иако се уште не знав кај се наоѓа црквата. Од шаховските кругови, иако не бев многу близок со нив баш, ги познавав браќата Љупчо и Јацо. Кога бевме шахисти, не бев многу близок со нив, ама ги познавав така оддалеку. Да речем, имав многу поблиски пријатели од тие кругови. Не знам дали сте забележале, овие месеци понекојаш на некои интервјуа го викаат еден, ако сте го забележале, Жидас Даскаловски. Не знам што е, заборев. Тој ми беше најблизок пријател. И бевме во шаховскиот клуб Алкалоид во Скопје, најдобриот шаховски клуб во Македонија.
Но Лјупчо Јацо, бидејќи веќе станале адвентисти, се сеќавам некогаш порано, значи уште бев, да речем, во оној период кога истражував, кога ви зборував за незадоволството со професорот психологот пролетта пред тоа, кога прв пат почнав да ја читам Библијата. Не се сеќавам неа кога беше пред. Еднаш прашав еден шаховски судија, што се случува со Лјупчо, бидејќи одамна го немам видено, го снема едноставно. Повеќе не го гледав, ниту на турнири, никаде не го гледав, а кога некој го спомна по име, па ја прашувам, што случи со него, што не го гледам? Вика, се занесол по религија, ми кажа еден и демек забег. И тоа за мене беше интересна информација. Тогаш, кога ја слушнав прв пат. Затоа што, кога претходната година читав една книга, многу стара книга, издадена 60-тите години, за поранешниот светски првак Роберт Фишер, американски евреин. Во неговата книга, во книгата што имав за него, значи, и имаше дел за целата негова биографија, историјата и така натаму, неговата кариера. Таму прочитав интересна информација, бидејќи Фишерот секојаш беше нестабилен, психолошки нестабилен тип. И цело време беше таков, и до крајот на својата кариера. Во една прилика, во книгата пишуваше, јас кога го слушнав ова за Лјупчо се подсетив на тоа, дека Фишер едно време напуштил шах и кога прашувале што се случува со него, одговорот бил решил да се посвети на Библијата. Тоа го пишеше во книгата за него. И сега го слушам исто за Лјупчо, забегал по религија. И јас бев шахист. Во тоа време ме интересираше сето оно што прв пат го учев за верата. И се викам, што е ова толку интересно, што шахистите ги привлекува кон религија. Инаку имаше, во истата книга се споменуваше дека еден американски велемајстор по име Ломбарди, близок Фишеров пријател, тој целосно се посветил, напуштил шах, целосно се посветил на верата и станал свештеник на некоја протестантска црква во Америка. Тогаш ја многу не ги разберев тие работи, значи, ни за протестанти, ни за многу, мислам дека и Библијата се уште не ја читав. Бидејќи не се сеќавам кога се случи тој разговор. Како и да е, на тој турнир тие се појавија, на последниот турнир, во ноември 1991 година, Лјупчо Јацо се појавија таму, но не повеќе како шахисти, се појавија и во делот, во ходникот пред салата, каде што, значи пред турнирската сала, каде што обично се продаваат шаховски книги, литератури, списанија на разни јазици, тие дојдоа тука и што изложија? Помислете. Изложија адвентистичка литература. Книги, брошурчиња, оние мали флаерчиња имаше на времето, се сеќавам. И така натаму. Имаше Нови Завети, мислам. Имаше. Во тоа време имаше многу литература. Иако немаше многу баш на македонски јазик. Оваа книга Рано христијанското верују ја паметам од тоа време како најтиражната книга на македонски јазик. Секаде ја гледав оваа книга, кутии цели, полни, насекаде. Најтиражната книга тогаш на македонски јазик. И таа сабота се случи еден чуден парадокс. Значи,
Јас отидов на турнирското коло, ги гледам нив, гледам верска литература и си викам, опа, ајде сега, малку муабет да ги прашам што се случува. И така натаму. Интересно е што мојот противник доцнеше и не доаѓаше на време на партијата, па така ја решив малку да поразговарам со нив. И тие кога разбрав пократко, значи дека станале адвентисти и така натаму, кога го слушнав тој збор, и тогаш си реков, па ајде да ми покажете кај се наоѓа црквата, бидејќи јас сакам да отидам таму. И речено сторено. Веднаш се прибра, се спакува, и јас решив да не го чекам мојот противник, значи решив и јас да избегам од последната партија, од последното коло и да дојдам тука на богослужение. И знаеш што беше чудото? Чудото беше што кога заврши тука богослужението, со Љупчо и Јацо се шетавме низ град до плоштад и понатаму влеговме пак во турнирската сала. И јас гледам дека јас мислев готов, јас си изгубив поен, значи ја жртвував таа партија, за да бидам тука. А гледам дека целиот мојот противник цело тоа време воопшто не бил дојден. Тој самиот воопшто не бил дојден. И се уште имаше време, ги подпишав формуларите и освоив цел поен, се вика со контумација тоа, кога не ти доаѓа, кога противникот отсуствува. Значи службена победа, освоив цел поен со тоа што таа сабота место на турнир бев тука на богослужение. Освоив цел поен со моето присуство на богослужение. Многу чуден парадокс. Такво нешто не очекував да се случи, иако тој поен воопшто не ми беше важен понатаму во животот. Ниту шахот воопшто. Кога влегов тука, седнав позади Раде, мислам дека беше предпоследна клупа од таа страна. Салата беше релативно полна, со луѓе, тогаш пред расколот. Љубица и Ивана сигурно беа во бепско оделение. Иако не се сеќавам тогаш на нив, баш од таа сабота. Се сеќавам, Љубица Слимовска свиреше на инструментот што беше тука во тоа време, оргулјата што е во канцеларија, за време на богослужението, и Асенета Тасевска, значи тие две се менуваа за свирење за време на богослужението. Се сеќавам многу добро дека богослужението го водеше брат Зоран. Само млад човек тогаш. И убав. И сега убав, и вие сте убави на него. Да не ми се налути маре. Така. Се сеќавам дека Бети Трајковска имаше нешто, само не знам дали беше 5 минути. Не беше рецитат. Не се сеќавам дали беше 5 минути или вести. Тоа не се сеќавам. Не сум сигурен, ама мислам дека и Маре беше некаде, ама не сум сигурен. Или беше... Добро. Беше тогаш учителка во бебство? Не баш таа сабота, него во тој период. Не се сеќавам, не ме се сеќавам. Но можно е, можно. Како? Моја ќе дојде во мај месец. Прв пат ќе влезе во црква. За време, или после дури, после евангелизацијата на Моние, 92. Значи едно, 7 месеци подоцна. И проповед имаше, погledajte кој, Аслимовски.
Значи, Асливовски беше првиот проповедник што сум го слушнал проповед и што сум го запознал, што сум го видел во оваа црква. Беше Јацо Гошев, нели, живееше тогаш тука, но таа сабота предплодне ја слушнав проповета од Асливовски. Не се сеќавам на проповета, за жал. Не се сеќавам зашто беше. Само се сеќавам на една негова реченица од таа проповед, која што тогаш ми остави впечаток, кога рече во еден момент: јас не зборувам, туку Духот Свети зборува преку мене. Се сеќавам на таа реченица од неговата тогашна проповед. Дојдевме и саботата попладне после на богослужение и тогаш ја слушнав прв пат да се свири и да се пее и ја научив мојата омилена песна од песнарката. Знаете која е таа песна? Сум ви кажал еднаш која ми беше од почеток најомилената песна од песнарката. 170-та песна, да те следам, о мој спасе. И веднаш многу ми се допадна, че во саботата вечер таа се свиреше и се пееше на тоа богослужение или попладнево. И на тоа попладнено богослужение имаше проповед брат Борко, кој што целата проповед му беше искуството на обраќање, на обратување на доктор Самуеле Бакиоки. Целиот историјат од дете, неговото обратување во адвентизмот, од римокатоличко семејство, и се сеќавам на некои мисли од таа проповед, што би сакал сега да ги споделам пак со вас. Самуеле Бакиоки беше студент на Григоријанскиот универзитет во Рим, значи на самиот Ватикански римокатолички универзитет. И како тамошен студент, значи среде во устата на ѕверот, во престолнината на ѕверот, барал од факултетот да има слободна сабота. Сега друго е да барате во Скопје или на било кој друг универзитет, ама во Рим баш, од Ватиканскиот универзитет, баш од нив. И не се сеќаваме сите детали, имаше многу тука, Борко тука раскажа еден куп детали, сите искушенија, проблеми што ги имал Бакиоки на тоа, сите во таа негова цврста намера да ја празнува саботата. И се сеќавам само на ова, толку бил упорен и покрај сите казни, закани и така натаму, санкции, толку бил упорен, што на крај факултетот попуштил, значи попуштија католиците, но му издадоа документ, значи не му призна право на верска слобода и право на слободна сабота, туку му издадоа документ, медицински документ, каде што пишува дека Самуеле Бакиоки е неспособен, психички неспособен да следи настава во саботен ден. Значи, секоја сабота, замислете, медицински документ, каде што 6 дена сте нормална личност, значи, препрогласува документот 6 дена, конкретни 6 дена дека сте нормална личност, како и другите, но само во сабота сте психички пациент, болни и ненормални,
И тогаш не треба да ве закачаат, не треба од вас да се бара одговорност или нешто такво. Много интересно. Пред 13 години заедно со Гоце го посетивме Ендрус универзитетот и посакавме, отидовме да го посетиме Бакиоки, тогаш беше се уште жив. Арно, ама жена му искачи на врата и рече, не, тука во Англија е држи предавање. Шета по светот. Многу често. И така не успеавме, додека беше жив, барем лично да го запознаеме. Би сакал да споделам и тоа, дека во наредниот период, почнувајќи од таа сабота, па до евангелизацијата на Самуил Муние, поминав низ едно огнено крштение, едно домашно прогонство, кое што беше за мене многу тажно, така да речем, да бидам во конфликт со своите родители заради верата. И се уште малолетник тогаш, односно тука наполнив 18 години на почетокот на 92 година. Значи во тој период. Но во тој период тоа огнено крштение и најмногу ме подготви, најмногу ме подкова, така да речам, за сето оно што следеше понатаму. И на тоа би сакал да се задржам денес, бидејќи денес живееме во сосем поинакво време, како прво. Тогаш замислите уште беше Југославија, бидејќи, иако помина референдумот 8 септември, значи во септември помина референдумот, а јас на турнирот уште настапував и сите други од сонародници и југословенските шахисти што беа дојдени од север. И моето име беше Југославија. Зад моето име Југославија. Настапуваме за Југославија. Во ноември се уште Југославија. Парите, ако се сеќавате, се уште беа југословенски динари до некаде мај 900 или јуни дори. Се сеќавам кога Клюсев ги смени. Денес живееме во поинакво време. Во тој период имаше голем, после падот на комунизмот, имаше глад и жет. За што? За духовната храна, за вистината. Знаете и сами, многу млади луѓе во цел свет тогаш се обратија и стана верници. И во Адвентичката црква голем број исто така, од поранешни комунистички земји. Луѓето се сеќавам, има се уште пари и желба пред се да купуваат книги, духовна литература, што сето тоа денес не постои. Ние одвај со сила или без сила гледаме без пари да поклониме некоја книга и така натаму и на тој начин да се привлече некоја душа кон вистината. Но тогаш можеше многу и да се продаде, многу се уште купува. Поинакво беше општеството, денес живееме во многу порасипано општество. Во нестабилно општество, во деморализирано општество и како што слушнавме, како што не подсети Андреј најтазе пред самото време на неволји.
пред прогонства и последните големи искушенија за Божиот народ, кои што предстојат. Би сакал да се подсетам и да ве подсетам вас само на овие Христови зборови, што ќе ги најдеме во токму истата глава, кога читајќи ја се роди мојата вера, предходното лето. Матеј 24 глава, кога Господ ги кажува првите знаци, на крај вели, не на крај, тука во средината, од 9 до 13 стих, ќе ги прочитаме тие зборови, од 9 до 13 стих. Тогаш ќе ве предадат на мачење и ќе ве убијат. И ќе бидете мразени од сите народи заради моето име. Замислите. Од сите народи. Тогаш мнозина ќе се соблазнат и еден со друг ќе се предаваат. Ова зборува за верниците. Верници ќе предаваат верници. И еден со друг ќе се мразат. Многу лажни пророци ќе се појават и ќе прелажат мнозина. И бидејќи беззаконијата ќе се умножат, кај мнозина љубовта ќе олади. И 13 стих. А кој ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. Верувам дека до сега сите разбираме од искуство дека она што ги оспособува луѓето да издржат искушение, прогонства, неволи, тоа не е големо знаење. Големото знаење не е тоа. Значи, големо, дури и стручно познавање на Библијата, теологија и така натаму, не е тоа што ги оспособува луѓето да издржат неволи и прогонства. Што друго? Финансиска ситуација, дали тоа може да ни помогне да издржиме неволи и прогонства? Не, напротив. За мнозина тоа е поголемо искушение да се откажат од верата. Како богатиот евреин, кого Христос го повикал да стане апостол, но тој си замина многу тажен. Зошто? Библијата едноставно вели затоа што беше богат. И загинал со милион други евреи при опсадата на Ерусалим како стар човек 40 години подоцна. Кога ниту еден христијанин, а сите што живееа во Ерусалим и во Јудеја беа еврејски христијани, ниту еден христијанин не загина за време на таа опсада. Сите благовремено го имаа напуштено Ерусалим и Јудеја, уште пред Тит и римските легии да го опседнат Ерусалим. Уште пред да го опседнат, кога можеше да се избега, кога вратите беа отворени, кога патиштата беа слободни. Што е тоа што ќе нас способи да издржиме во верата, да издржиме до крај? Тоа е самата вера. Тоа е личното искуство со Господа, личното искуство со Светиот Дух. Како денес се справуваме со сегашните искушенија?
Значи, како денес ја практицираме, ја вежбаме верата на дело, од тоа покажува како ќе се однесуваме подоцна во иднина. Дали ќе бидеме доволно силни да издржиме во иднина. Дали ќе може да издржиме прогонства? Дали ќе може да издржиме неволји, закани по живот, губење на имот? Сето тоа заради верата. Зависи од тоа колку сме блиски до Христа, колку го имаме тоа лично искуство. Значи, верата не се потврдува со знаење, со филозофирање, со зборување, туку на испит, во практичната борба со нашите искушенија. На испит се познава кој е каков. Било да е во прашање студент, било да е во прашање борец во некоја вештина, било да е војник, значи во битка. Тука се познава, тука се гледа. Се сеќавате на оние мисли од Елена Вајд, дека искушението, борбата, испитот, со други зборови, искушение, борба, испит, тоа не го обликува, не го формира карактерот, туку што покажува каков е. Но, ако се победи победата на искушението, значи самата битка, самиот испит, самото искушение покажува каков сум. И дори може да ги соблече сите маски, секоја шминка во духовен смисол. Може да ја покаже од внатре суштината, каков сум на вистина. Испитот, пробата, искушението. Но ако се победи во тоа испит, проба и искушение, тогаш тоа ите како го зацврстува карактер. Победата над искушението го зацврстува карактерот и ни овозможува да бидеме сега по-силни за наредно такво искушение или за уште поголемо искушение. Би сакала на крај да се подсетиме и на зборовите на апостол Петар. За да не остане оваа беседа само на моите спомени. Во првото Петрово послание, втората глава, од 21 до 25 стих. Прво Петрово послание, втора глава, од 21 до 25 последниот стих од таа глава. Бидејќи вие сте за тоа повикани, вели Петар, зашто и Христос пострада за вас, оставајќи ни пример за да врвиме по неговите стапки. Тој не направи греф, ниту пак во устата негова се најде измама. Кога на него хулеа, тој не им одвраќаше со хули. Кога страдаше, не се закануваше. Туку се подпираше на оној кој праведно суди. Тој сам ги носеше нашите гревови на крстот во телото свое, та ослободени од гревовите да живееме за правдата. И сега еден цитат од Исаија. Преку неговата рана се исцеливте. 25 стих. Зашто бевте како овци изгубени, кои немаат пастир, но сега се обративте кон пастирот
и чуварот на вашите души. Браќи и сестри, Господ не ги даде нашите болни и немокни души во нашите семејства. И ги дозволи овие искушенија заради нас и нашиот карактер. И Господ не повикува, и јас тоа го кажав уште минатото лето, кога беше тука христијан со семејството од Швајцарија. Јас и сега повикувам, од тогаш, значи, имам една посебна грижа за нашите болни и како се влошува постепено нивната здравствена положба, таа грижа се повеќе и повеќе растеше. Ке дојде време, не знам кога, не можам да знам. Но ќе дојде време кога, а може би, кога е брат Трајче во прашање, е веќе настапено. Кога ќе треба и да се молиме и да постиме многу повеќе. И се надевам дека нема да биде предоцна. Меѓутоа јас ќе започнам еден таков пост од следнава седмица. Не знам дали ќе трае 40 дена и до кога. Но само тоа сакав да кажам. Господ не повикува и мислам дека тоа беше една од пораќите што ги чувме од братот Андреј. Не се сеќавам само која, некаде на почетокот беше, која проповед. Да ги оставиме на страна нашите лични проблеми, желби, потреби и да се грижиме за нив, за другите, конкретно за болните, иако не само за нив. И тогаш Господ ќе не благослови. Јас верувам во тоа. И се надевам и сакам Господ да ги исполни тие молитви. Нека му е фала и слава вечно. Амин.